Почитуван председател, почитувани партијници, ќе зборувам кратко со цел да не се повторувам некои кратки мои согледувања откако председателот Ковачевски укажа на една негова детална анализа и видување на овој закон. Сметам дека главното прашање е зошто овој закон се носи по скратена постапка. Се отварат многу сериозни прашања, анализа на министерства, нешто што ќе означи како ќе функционира владата во иднина. Ќе дадам само кратки примери за 3 министерства. Првото е Министерството за економија. Прашањето дали ќе се изградат капацитети во делот на енергетиката во пресред на најавените големи инвестиции во тој сектор. Министерството за економија ќе остане ослабено и дополнително со преземање на одредени ингеренции од страна на Министерството за надворешни работи во делот на подпишување на надворешните договори и повторно се поставува прашањето дали можеби не треба да се направи малку подетална анализа за капацитетите и на дипломатските представништва и тоа како ќе функционира како еден систем, како симбиоза во иднина. Понатаму Министерството за спорт, каде што во најголемиот број на европски земји е во комбинација со уште еден сегмент, например, за млади и тоа што се постигнуваат врвни резултати во спортот, посебно кај младите во дел од европските земји, например во Словенија, токму поради таа поврзаност. На крајот да завршам со тоа што сметам дека и јавноста, граѓаните и експертската јавност сметам дека треба биде повеќе вклучена во анализа, во споделување на мислења. Може би треба министерствата да се поделат по овој систем, а понатаму доколку се продолжи, доколку се утврди дека ова, например, е нешто што навистина носи поголема ефикасност, да се направи законот да се донесе во редовна постапка. Благодарам.